Јас апсолутно не се согласувам ниту со екстерното оценување, ниту со државниот испит, од причина што мислам дека се избрзани решенија, адхок решенија, кои што не верувам дека ќе остварат целта, тоа е подигување на квалитетот на високото образование. Заради тоа што и едното и другото, без разлика колку негираат, се работи за екстерни проверки на знаењето, а кога веќе се работи за екстерна проверка на знаењето, тоа значи дека се навлегува и во автономијата на универзитетот, во автономијата на професорите, бидејќи на некој начин професорот е тој кој што треба да оцени, тој добил значи овластување, да предава, да оценува и така натаму и така натаму. Меѓутоа не е страшно и тоа. Страшно е што ние досега во делот на образованието постојано се прават некои импровизации. Постојано имаме една недоследна политика. Значи, ние имавме, ја подпишавме Болонската декларација уште давнешната 2003 година. Меѓутоа, за жал, таа во праксата не се имплементира онака како што требаше да се имплементира, односно имавме една механичка имплементација, или би рекол октроирано седна при нејзината имплементација. Немаше доволно упатства од страна на ресорното министерство, а како и ќе има, кога гледаме кој се не е начело на министерството, луѓе кои што доаѓаат таму да учат. Значи не може да биде Министерството за образование место каде што некој ќе учи, туку напротив, некој кој што ги познава работите и кој што треба да даде јасни насоки, цели и политики, да води политики кои што треба да се однесуваат не само на високото, туку и на целото образование. Сите оние добронамерни професори кои што размислуваат слободно, кои што не се оптеретени со партиските стеги, сигурно дека размислуваат во оваа насока. Многу мал дел од професорите размислуваат и ја поддржуваат политиката, односно она што го протежира во овој момент владата. Ние сите видовме дека е несигурна во однос на она што сака да го предложи, бидејќи и самиот министер во неколку наврати кажа владата ќе одлучи дали е екстерно, дали се работи за државен испит, така да преку ноќ после наводно одлучиле дека ќе биде државен испит, при тоа не водејќи сметка, нели, дека сепак едно такво сепаратно решение не може да доведе до драстично подобрување на квалитет. Поред изјавата на премиерот се работи за одборот за акредитација, кој што сега во овој момент мислам дека нема капацитет да спроведе една таква акција, иако премиерот вети дека тој ќе се прошири, меѓутоа и самото проширување бе доведено под знак прашање од причина кој е тој толку умен, кој што знае повеќе од професорите кои што предаваат во својата област, да ги оценува или преоценува студентите. Значи тоа е дискутабилно прашање кое што за мене апсолутно не држи. Ако некој од надвор ве проверува, тоа пак повторно е навлегување во автономијата на самиот универзитет.